На денешното рочиште, лидерот на СДСМ целосно се повлече од тврдењата дека премиерот Груевски бил дел од корупцијата во купувањето на акции од Македонска банка. Одговарајќи пред судот, Заев изјавил дека тој не тврдел, туку дека само поставувал прашања за можна инволвираност на Груевски. Својата промена во ставовите тој се обиде да ја аргументира со прашалниците од текстовите што ги читал на пресконференции, а кои биле објавени и како соопштенија за печат. Според неговиот најнов став искажан на судењето, Заев сега тврди дека тој не тврдел, доку само се сомневал, што е диаметрално спротивно на јавните тврдења дека Груевски зел 1,5 милиони евра за Македонска банка. За време на денешното судење, неговите адвокати го советувале да не одговара на прашања во судот. На вчерашното рочиште Јовица Стефановиќ, познат како Газданини, кој беше сведок од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев во спорот со премиерот Никола Груевски, јавно призна дека нема вистина во обвинувањата од страна на најголемата опозицијска партија за продажбата на Македонска банка. Нини, иако сведок на СДСМ, се што кажа беше спротивно на тврдењата на Заев. Денот на независноста, 8 септември, понеделник, е неработен ден за граѓаните на Република Македонија, соопшти денеска Министерството за труд и социјална политика. Од Министерството на сите граѓани во Република Македонија им го честитаат Денот на независноста. Пратениците од владеачкото мнозинство во албанскиот парламент ги отфрли 5 укази на председателот Бујар Нишани, со кој тој го врати на повторно разгледување законот за административно-територијална поделба, па повторно го изгласаа законот. На седницата не присуствуваа пратениците од опозицијата. Премиерот Еди Рама, кој предходно најави дека указите на Нишани ќе бидат отфрлени, обвини дека со враќањето на законите на повторно разгледување, тој бил против националните интереси. Ставот на владеачкото мнозинство е дека новата територијална поделба била неопходна. Инаку со законот како македонска општина останува само општината Пустец, додека трите општини во Голобрдо и исто толку во областа Гора се припојуваат кон општини со мнозинско албанско население, што значи и целосна асимилација на македонците во тие две области. За представниците на македонците повторното изгласување на законот е очекувано. Тие сега најавуваат оспорување на законот пред Уставниот суд. Со идентичен став се и представниците на грчкото малцинство во Албанија. Турски државјани организираат илегално префрлање имигранти преку територијата на Македонија и на Црна Гора, пред се курди, пишува подгоричкиот весник Виести, повикувајќи се на полициски документи. Хрватска го копира македонскиот модел за отпис на долгови. Министерката за социјална политика и млади Миланка Опачич и министерот за финансии Борис Лаловац седнаа на заедничка маса со хрватските банки и мобилни оператори. Побараа тие да им ги простат долговите на најсиромашните кои борчат најмалку од 10.000 куни, односно 81.000 денари, кои не ги платиле во период од една година и се под закана за присилна наплата. Министерката порача дека критериумите ќе бидат многу прецизно дефинирани и дека ќе биде елиминиран секој обид за манипулација. Меѓународната организација Amnesty International ги обвини джихадистите од Исламската држава за систематско етничко чистење во северниот дел на Ирак. Amnesty International ги обвини исламистите за воени злосторства, вклучително и масовни убиства и киднапирања. Масакрите и киднапирањата кои ги врши Исламската држава се застрашувачки нови докази дека се шири бранот етничко чистење на малцинствата во Северен Ирак, соопшти организацијата. Обединетите нации вчера соопштија дека во август над 1400 луѓе се убиени, а над 1300 се повредени во Ирак. Податоците не се однесуваат на провинцијата Анбар, западно од Багдад, бидејќи ирачката влада нема контрола над тоа подрачје.